Денеска за мене е посебен ден. Не затоа што сме тука меѓу нашите во Швейцарија и не затоа што вие 2 дена сме помеѓу своите луѓе, македонци по род овде во Швейцарија, но ни се придружија македонци по род од многу држави од Европа, посебно вчера по близина на Женева имавме еден фантастичен состанок кој што долго траеше со претседателите на задграничните комитети од неколку држави од Европа. Туку што денеска недалеку од овој духовен храм на Македонската православна црква, Охридска епископија, можеме да го честитаме родениот ден на македонскиот великан и титан Гоце Делчев. Од ова место, од овде, можеме сите ние заедно да си признаеме дека, за жал, генерациите кои што го наследија тој македонски великан и титан Гоце Делчев, можеби и не успеа од тоа што тој го остави како свој аман. Ке зборува малку и за тоа, затоа што секогаш човек треба да биде и самокритичен. Ако човек не е самокритичен, или ако не прифаќа критика, тогаш не може да напредува. А вие не можете да напредувате ако сте својглави, ако мислите дека тоа што вие го правите е недобро. Човек што дека е жив. За жал, многумина во минатото, неговите зборови поинаку ги протолкува или не ги разбра доволно. И затоа денеска Македонија се наоѓа, македонскиот народ, како еден од најмалобројните народи во Европа, се наоѓа под предизвикот на обстојување. Јас немам што да додадам од тоа што драгиот Александар го зборев. Не можам да додадам затоа што тие буквално се кажа што ние го чувствуваме дома, тоа што и отецот го кажа. Но можам да кажам и да ветам дека после 8 мај и новата влада на ВМРО-ДПМН се ќе биде поинаку. Прва задача на оваа генерација политичари во ВМРО-ДПМН и моја лична ќе биде да луѓето од Македонската православна црква, Охридска архиепископија, што помалку да крштеваат тука, што повеќе да крштеваат дома македончиња. Дома да си се раѓаат деца. Таму каде што каменот тежи. Да се вратат луѓето дома. Да се А ние како политичари да сториме се што е во наша моќ, да овозможиме услови нашата диаспора да се врати дома, да живее, да инвестира таму и да биде задоволна. Светот денеска во современата ера на комуникација е едно глобално село. Се ни е достапно. Јас сум професор на универзитетот и како никогаш досега студентите мои после дипломирањето на прашањето каде ја гледаат својата иднина, велат 8 од 10 дека ќе ја напуштат Македонија. За мене како педагог, како човек, нема поголема професионална и лична трагедија. Ја имам 2 сина. И нема да биде потешко ништо во живота за мене, ако тие 2 сина не ги гледам дома, како таму ја градат својата куќа, го градат своето семејство и Господ да даде да се дочекам многу внуци кои што ќе го множат родот наш македонски. Затоа што верувајте, подеднакво боли солзата на мајката, сестрата, бабата кога се дели од челото свое, од братот свој, од сестрата своја, од кучето свое. Каменот дома тежи. Затоа сакам следната вака голема средба да ја направиме славејќи ја историски најголемата победа на 8 мај дома во Македонија.
бевме исправени пред големи предизвици изминативе 6 години како политичка партија. Не успеавме, издржавме и денеска можеме да бидеме горди и да кажеме дека после историската победа на локалните избори во 2021 година, војна, кога за прв пат политичка партија од позиција на опозиција освои мнозинство, денес сме пред историска победа на парламентарните и председателските избори како никогаш досега. Но таа победа мора да биде со консолидиран број 61 пратеници во македонскиот парламент. Затоа што, браќа и сестри, верувајте, победата нема да биде доволна само за обични реформи. Нас ни треба целосна трансформација на Македонија. Сетете се, вие повозрастните, јас бев дете тогаш, со каква жар, со каков елан и со каков мотив во 90-тите ја пречекавме независноста на нашата Македонија. Колку верувавме и колку се надевавме дека конечно сме своји на своето, дека конечно имаме своја држава, надеж, мотив, дека конечно после вековната борба на македонскиот народ, после илјадници, стотици илјади жртви, после гимиджиите, илинденците, партизаните, конечно дојдовме до своја држава. И некако како да овие 3 децении тој елан да исчезне. И затоа, жал, голема улога имаат и самите политичари. И затоа треба секогаш да сме самокритични и свесни дека грешките од минатото, оваа генерација политичари во ВМРО-ДПМН која што ќе има можност да ја води Македонија, не смее да ги повтори. Да извлече поука и да работи само и само во интересот прво на Македонија, македонскиот народ и граѓаните на Македонија. Затоа што ВМРО-ДПМН има еден сојузник, нема два, единствен, а тоа сте вие, народот. Без народот нема ВМРО-ДПМН, а без ВМРО ќе нема и Македонија. Затоа ни е многу важно после 3 децени да престанеме да губиме и сите заедно конечно да почнеме да победуваме. Мотивирани сте. Знаеме како. Сме поминале голем дел од нашето образование и надвор од Македонија. Сме поминале многу предизвици заедно, како тим, како луѓе, како раководство, како генерација. Јас сум презадоволен што можам да кажам дека една плејада млади луѓе кои што денеска ја имаат можноста да управуваат со општините, со општинските комитети на ВМРО-ДПМН, со јавните предпријатија. Веќе месеци, бреко повеќе од 2 години, тоа го прават достоинствено, честно, посветено и покрај сите обструкции со кои што се соочуваат. Повеќе од 2 години вие во Македонија немате ниту еден скандал поврзан со градоначалниците и официјалните лица на локално ниво од страна на ВМРО-ДПМН. Додека од друга страна, владата, СДСМ и ДУИ на дневна основа генерираат по 2 до 3 скандали. Покажавме дека не сме сите исти, дека и со минимални ресурси можеме да постигнеме многу. Од загубали општини, од блокирани општини, денеска со гордост можеме да кажеме дека после 2 години на само половина мандат и тоа во услови на влада на ДУИ и СДСМ, голем дел од нив успеа да го вратат долгот на нивните предходници од редот на СДСМ и да ги одблокираат општините кои што со децении биле одблокирани. Кирил Пецаков го одблокира Охрид после повеќе од деценија и пол блокирана сметка. Охрид е слободен град. Охрид може сега да се развива, сметката не му е блокирана, може проекти да се прават, туристи да доаѓат и ве повикувам да ги поканите луѓето од Швајцарија да дојдат да ја посетат Македонија и нашиот туристички бисер Охрид ова лето. Охрид е слободен град. Слободен град е и Ресен. Јов Четози, Јован Турзиевски, после 8 години блокирана општина ја одблокира. Ресен може да се развива туризмот и покрај Преспанското езеро, да се градат проекти, капитални инвестиции. Навистина имаме мотивирана генерација градоначалници. Некој кажа Ѓорѓе од мала општина
Ново село со минимални ресурси прави повеќе од што неговите претходници годините данас. Заедно. Затоа е многу важно да ги поддржиме овие млади луѓе и да им дадеме ветар во грб така да продолжат и во годините кои што следат. Тука и Петар е председател на нашиот огранот во Ново село, но како млад доктор, перспективен хирург е познат во целиот струмички крај. И јас само му посакувам така да продолжи, само така. Со Александар и со Драган, што се вели, се бориме на дневна основа со нашите политички противници, помалку или повеќе успешно, но на крајот од денот битката ја победуваме. За помалку од 2 месеци почнува кампањата, за помалку од 3 месеци ќе биде денот кога македонскиот народ и граѓаните на Македонија силно треба да зборуваат, силно да кажат промени и оваа влада на СДСМ и ДУИ да замине и никогаш да не се повтори, а јас ви ветувам дека за тоа што го направија изминативе 6,5 години, детално ќе се посветам во негова анализа и одговорност за сторителите ќе има, мора да има. За се што сме грешеле во минатото, јас од моје име, од името на ВМРО-ДПМН се извинувам. Кој работи има право да греши. Не сме имале намер. Но никогаш не сме направиле катастрофални грешки. Како што беше времената референца на името и промената на знамето во главата на Црвенковски и СДСМ. Како што беше територијалната распределба и промената на уставот во владата на Бучковски. Како што беше насилната и нецивилизацијска промена на уставното име од главата на Зоран Заев. Како што беше периодот на транзиција кога нашите родители губеа работа преку НК затоа што малкумина блиски до тогашното СКМП имаа привилегија да го зграбат буквално општествениот капитал. Тоа се катастрофални грешки. Да, и ВМРО греши. И било казнувано, и било во опозиција, но никогаш не направило вакви катастрофални грешки кои што имаат влијание врз идентитетот и народот македонски и Македонија како држава. Да не дозволиме. Да не дозволиме тоа да продолжи. Да не дозволиме да ја губиме Македонија. Сите заедно да се обединиме и на 8 мај, а претходно тука се разбере на 24 април, да дадеме, ве молам, една голема подршка на кандидатот за председател кој што ќе го подржи ВМРО-ДПМН или председателка и за ВМРО-ДПМН и коалицијата која што ќе предводи ВМРО-ДПМН. Да сте ми живи, здрави, да ни е жива и вечна.